Благодарам, подпредседателе. Почитувани колеги, од вчера дискутираме по една точка од дневниот ред предлог одлука за разрешување на член на комисија за прашање на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија. 2 дена, почитувани колеги, вие тука го кршите деловникот, 2 дена замижувате, се правите дека не разбирате што зборуваме, се страмите себе си, обидувајќи се да одбраните нешто што не се брани. Почитувани колеги, 2 дена се обидуваме ние од опозицијата да ја разбудиме вашата свест, совест, не дека ви е прв пат да работите незаконски, да кршите и устав, и деловник, но еднаш треба да се стави крај. Се изнаслушавме тука се и сешто. Спомнувавте 24 декември, 27 април, но да ве подсетам дека денес сме 2 март 2022 година и токму денес вие работите незаконски, го кршите деловникот тука во Собранието на Република Македонија. Почитувани колеги, разбудете се од вашиот шарен сон. 5 години вие сте власт во Република Македонија. Власт. Вие ги носите одлуките 5 години, но и вие ја имате одговорноста за се што се случува во изминатите 5 години во Република Македонија. Одговорни сте за тоа што сме на 111-то место на Transparency International листата рангирани по перцепција на корупција, за 3-то место во Европа по основ на сиромаштија, за 500.000 граѓани кои ни живеат во сиромаштија, а 100.000 од нив во екстремна сиромаштија со помалце од 40 денари на ден. Одговорни сте за тоа што ја задолживте државата за 7,3 милиарди евра, ова е рекордно задолжување, и скоро 3 милиарди евра за 4 години ваше владење. Уште еднаш ќе кажам, разберете конечно, вие сте власт, вие ги носите одлуките, вие ја имате и одговорност. Разрешување на пратеник од работно тело без одлука на комисија за избор и именување е врв на недемократијата на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Вие повторно, брутално, уште еднаш, го газите уставот и деловникот во Собранието на Република Македонија, да вметнеш точка на дневен ред 4 минути пред почеток на пленарна седница, и тоа не било каква, ами разрешување на пратеник од позицијата на член на комисија. Само поради една причина, бидејќи тој пратеник не е повеќе во вашата коалиција. Срамно е ова што се случува вчера и денес овде во оваа зграда која треба да биде храм на демократијата. Се кршат процедури, норми, се погазува волјата на граѓаните само и само за постигнување на тесно партиски интереси. Потврда на ова што го говорам сега, дека ова е неделовнички начин на работа на Собранието, ни повеќе, ни помалку, даде и самиот председател на Собранието, господинот Талат Џафери, на една национална телевизија во интервју на 17 февруари. Сега ќе го цитирам и ова ќе ви го повторуваме се додека разговараме на оваа тема. И на крај се зачудив кога видов дека истиот Талат Џафери, председателот на Собранието на Република Македонија, е прв потпишан на оваа предлог одлука. Но што вели Талат Џафери во гостувањето на националната телевизија? На прашање на новинар вели: не може на пленарна седница да се донесе било каква одлука за разрешување на член на работно тело, доколку за тоа претходно не се расправало на матичната комисија. И сега цитирам. Се расправа со новинарката, дали разбирате, на пленарка треба да дојде од комисијата. Некој замислува насила на пленарна? Прашува господинот Џафери. Како на пленарна ќе оди материјал кој што не дошол од соодветна комисија? Дали разбирате што ви зборувам? Господине Талат Џафери, ниту разбираме,
ниту свајкаме што зборувате, а уште помалку што правите и вие и парламентарното мнозинство. И сега да прашам, кој го спроведува ова? На кој Талат Џафери да му веруваат и граѓаните и ние пратениците? Дали да веруваме на оној Талат Џафери што кажува дека ова е неделовнички на телевизија или на овај Талат Џафери што прв се потпишал? Па треба да се страмите како го оправдувате овај факт. Пред очите на сите и видео има, и видео снимки, и видео материјал, можете да се уверите што зборуваше председателот на собранието. И сега вие сите овде оправдувате. И сега неговиот став тука е диаметрално спротивен, го крши деловникот, нешто што не треба ниту да го помисли, а не да го прави како председател на собранието. И вчера слушнав, ме испровоцира, мислам дека беше и онај за кој сега дискутираме, господинот Фадил Зендели, во една од неговите реплики вели: ние имаме проблем со демократијата. Па каков проблем со демократијата? Овде нема Д од демократија. Овде има хибриден режим. Овде има владење на хунта. Во демократијата вакви работи ниту смеат, ниту се случуваат, ниту смеат да се случат. На 4 минути од пред почеток на седница да ставите точка на дневен ред. Зошто? За да се разреши пратеник затоа што преминал во опозиција. Истиот човек, истиот оној Фадил Зендели, кој беше компетентен за подпредседател на собрание, кој беше компетентен за во комисијата, сега не можел и не смел да биде член во оваа комисија. Зошто? Затоа, почитувани колеги, што сакате да ви помине нешто што не смее да помине. Да помине избор на уставни судии, на обвинители, по наредба на вашиот газда од Струмица, поточно од Муртино, по наредба на председателката на Уставниот суд, да изберите уставни судии по нивни вкус, судии што ќе судат по нарачка. Судии кои не гледаат неуставност во неуставниот избор на председателот на собрание, кој е избран со гласање со кревање на две раце. Судии кои замижуваат пред криминалот и корупцијата. Судии кои замижуваат пред изјавите на лица во судска постапка, во судница, кои кажуваат и објаснуваат каде завршувале Луи Витон торбите со милиони евра внатре кај Вице и Зоран Заев. Затоа вие овде сега се тегавите, затоа правдате, за да имате мнозинство во комисијата која треба да изврши избор на уставни судии, за кои слушаме дека претенденти се и ваши роднини, на дел од претениците кои седат тука. Судии сакате да изборите, кои осудија невини луѓе на повеќе од 200 години затвор. Зошто? Која е вината на овие луѓе што ги осудија на повеќе од 200 години? Вината е што си ја сакаја државата Република Македонија и го бранеа Уставот на Република Македонија. Судите такви луѓе, избирате судии што судат по реваншизам, а ги затворате очите пред ликови како Рашковски, која омаловажува целата македонска јавност и ни кажува дека неговото едногодишно дете, само што се родило од богатите пријатели кои ги поканил на Мекици, се сториле милионери и можат да градат хациенди и на 2 години се газди на джипови, на хациенди, а на 18 години гледаме дека стануваат газди на компании за производство и продажба на електрична енергија. Такви судии и обвинители, такво судство како пупка расцветано сакате да изберите и затоа ви смета Фадил Зендели вас. Затоа ви смета оваа демократска процедура што бараме да се спроведе. Но, почитувани колеги, сакам едно да ви порачам. Во животот се поминува. За брзо нема да бидеме пратеници поголем дел од нас. За брзо ќе има избори.
предвремени парламентарни избори на кои ќе има нова власт, бидејќи вие сте делегитимирани од македонскиот народ. Вие сте убедливо поразени на последните локални избори, од Охрид до Гевгелија, од Битола, Прилеп до Скопје и Куманово. Во сите поголеми градови во Република Македонија народот не ве сака. Ви благодарам.